Морам да напоменам дека екипа со најдобри трансфери се Ница, во главно ми е број 1, зашто во однос на квалитет што добива за цена и за играчите што ги зема од јануари навака, па и летово исто со Джастин Клеверт, со Делор од напаѓачот на Монпелије што беше 5 години, мислам дека прострелец на Монпелије. Одлично се снаоѓа, последниве 5 надпревари мислам дека има 3 или 4 погодоци, меѓутоа дава многу повеќе во однос на играта на Ница од колку самите голови и статистики кои што кажуваат другите. И клучот, да, а меѓутоа клучот на Ница е во тренерот, во Галтие, да, зашто лани освои титула со Лил, му зема титула на Париз во Франција, што е малце многу тешко за било кој тренер, тоа огромен предизвик. Мислам дека одлично стопи екипата. Обично цела Франција вложуваше многу пари, особено Марсеј, меѓутоа никако да се скоординираат право на терен да покажат. Така. Она што ми се свиѓаше кај Ница е дека играчите кои што ги зема за многу мали пари, а играчи кои што имаат многу потенцијал. Клајверт гледавме дека лута во Рома, едноставно не можеш да знаеш што играче доколку му даваш цело време 12-15 минути по надпревар. Во Ница сега добива шанса голема да игра, да биде во силна лига. Во Лајпциг добиваше шанса, ама не е да, ама мислам дека можеби не му одговараше толку средина. Мислам дека друго нешто се бараше во Лајпциг. Калвин Стенкс мене ми е стварно еден од омилените трансфери летово. Отиде во Ница за 8,5 милиони, тоа е као 10-15 милиони под неговата вредност. Искрено, играч кој што има 22 години и веќе е играч што стандардно го викаат за Холандија за репрезентација. Сезонава ги има изиграно сите утакмици за Ница, секогаш игра стандардно добро, многу креативен од таа лева страна, од десната страна, на двете крила знае да покрие, да изигра, одличен дриблер. Пратете го и зимајте го на фудбал менеджер. И да не се кара.